Вардар Воска 1:2, полувреме 1:1. Ова што го слушнавте, пред да го слушнете и видите извештајот низ збор и слика од битката за опстанок меѓу Вардар и Воска, овие скандирања на комитите, мислам дека најдобро ја осликува тажната приказна на Вардар, кога еден клуб како Вардар со традиција, со бои, со историја и со успеси е оставен сам на себе на навивачите на комитите. Не дека денес гостите од Охрид не беа добар тим и не стигна, можеби и заслужено, до ова што се изборија, но приказната лежи во надзорниот табор, можеби лежи во таа 17-та минута, кога Вардар имаше колосалната шанса на резултат 1:1, топката се тркала покрај стативата, не влезе во голот и можеби секој беше поинаку ако завршеше 2:1. Но суштината на оваа Вардарова приказна не лежи во резултатот, лежи во она што стои позади Вардар, лежи во денеска полупразната трибина на стадион на Борис Трајковски, но оваа истата кога Вардар се бореше да стигне во прволигашкиот друштво, кога вриеше од народ, кога имаше подршка, кога навивачите живееа за надпреварите на Вардар. Денеска изостана тој амбиент, изостана таа слика, за жал. Беа присутни само комитите, вардаровите фудбалери го дадоа тоа што може да го дадат во овој момент. Игра, имаше неколку шанси, но на крајот на резултатската вага тасот на Вардар, за жал, останува празен. Вредните бодови, не 3, него 6 отидоа на тасот на Воска, а ќе завршам како што почнав. Тажна е Вардаровата приказна, оставени сами на себе, без подршка на целокупната јавност, на ова, да кажам, и македонско општество, и можеби и тоа придонесува до ова до кое дојде. Со еден збор, Вардар, Воска 1:2, полувреме 1:1, трите бода патуваат за Охрид. Вардар останува и продолжува таму каде што најавија овие верни навивачи со нивното скандирање по завршувањето на надпреварот. Мијалче Дургутов, продукција Скок, стадион Борис Трајковски во Маđари. Не може да Vamos!